Продолжуваме со снимањето на видеата од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако ова е прво видео кое го гледате, ќе ве замолиме да направите subscribe на каналот и да не следите на Instagram, за да се информирате кога се снимаат нови видеа. Во просек се снимаат по 1 до 2 видеа неделно. А сега да продолжиме. Во ова видео ќе учиме малку повеќе граматика и тоа за пасивни реченици во германскиот јазик или ди пасив зетце. Накратко да кажеме за пасив. Во германскиот јазик имаме реченици кои спаѓаат во актив или активни реченици и реченици во пасив или пасивни реченици. Пасивните реченици ќе ги поделиме на Vergangspasiv или пасив на процес и Zustandspasiv, пасив на состојба. Да започнеме со ред. Das Passiv. Што е тоа пасив? Како што кажавме, во германскиот јазик постојат активни, односно актив и пасивни или пасив реченици. Која е разликата? Активната реченица одговара на прашањето кој го прави нештото. Односно, во активната реченица главен ни е вршителот на дејството. А пасивната реченица одговара кое е дејството и врз кој се врши. Односно, кажуваме за дејството и трпителот на дејството. Да видиме по една реченица. Во актив, девојчето ја тркала топката. Значи, со црвена боја е означен вршителот на дејството или девојчето, но во пасивната реченица топката е тркалана, ни е важно дејството и трпителот на дејството. Следен пример, јас зборувам на телефон. Во актив, јас сум вршител на дејство. Истата реченица во пасив се зборува на телефон. И трет пример, пекарот го печи колачот. Во пасив би било колачот се печи. Колку типови на пасив постојат? Пасив постои за сите времиња. Но во А2 видеата се учи само пасив во сегашно време или пасив in presence. Vergangspasiv или пасив на процес, кој ќе го учиме во ова видео. И следен тип на пасив е Zustandspasiv или пасив на состојба. Ќе го учиме во видеата од B1. А сега да кажеме кога се користи пасив и во кои реченици. Пасив се користи кога има пасивно дејство во речениците. Например, во следната табела ќе кажеме примери. Пасив се користи ако вршителот е некоја општа личност. Например, во Германија се пие многу пиво. Ако вршителот не е важен, например, во Улм се отвара нов фитнес. Исто така пасив се користи ако вршителот не ни е познат, например, нашиот автомобил е украден. И ако се објаснува некој процес, например, водата врие. А сега да објасниме за Vergangspasiv in presence или пасив на процес во сегашно време. Да објасниме во чекори како се формира пасив на процес во сегашно време.
Прв чекор е тоа што се формира по поинаков редослед од актив реченица. Потоа имаме промена на падежите во реченицата и се формира со помош на помошен и главен глагол. Да видиме со ред. Првиот чекор или формирање на поинаков редослед од актив реченица. На прво место е трпителот на дејството, на крај се пишува дејството или глаголот, кој треба да биде во партицип 2 форма. Например, од левата страна во табелата ќе имаме реченица во актив, а од десната страна истата реченица во пасив. Ich mache die Hausaufgabe. Јас ја правам домашната задача. Во овој случај, вршител на дејството е ich. Mache од глаголот machen или прави е дејството и die Hausaufgabe е трпителот на дејството. Во пасив би било die Hausaufgabe wird von mir gemacht. Домашната задача од мене се прави. Може да забележиме дека значењето на реченицата е исто, но имаме поинаков редослед. Односно, трпителот на дејството, во случајов домашната задача, преминува на почеток на реченицата. А глаголот machen е во партицип 2 форма. Втор чекор во формирањето на пасив на процес во сегашно време е промена на падежите во реченицата. Акузатив од актив реченицата ќе се претвори во номинатив при пасив реченица. Потоа номинатив од актив реченица се претвора во датив при пасив реченица и дативот од актив реченица си останува датив и при пасив реченица. Полесно објаснето, субјектот или вршителот на дејството од номинатив на актив реченицата може да се изгуби или да стане датив во пасивната, а акузатив објектот на активната реченица станува субјект во пасивната. Да видиме пример. Ich mache die Hausaufgabe или јас ја правам домашната задача. Во оваа реченица ich или јас по случајот вршител на дејството, а die Hausaufgabe е објектот или трпителот на дејството за актив реченица. Тоа што го имаме учено во видеата за падежи во германскиот јазик. Но во пасив реченица die Hausaufgabe или тоа што било во актив акузатив станува номинатив при пасив, односно станува субјект или вршител на дејството. Die Hausaufgabe wird von mir gemacht. Домашната задача е од мене правена или се прави од мене. Ich во пасив се претворил во датив. А die Hausaufgabe од актив акузатив се претворил во пасив номинатив. Првиот и вториот чекор се прават заедно со тоа што претворањето од активна во пасивна реченица ќе биде полесно. Може би моментално изгледа сложено, но кога ќе извежбаме примери ќе видите дека не е толку тешко.
И да кажеме за третиот чекор, или формирање со помош на помошен и главен глагол, со што двата треба да бидат конјугирани. Помошниот глагол во Vorgangspассив in presens е секогаш werden. А главен глагол е зависно од реченицата, кој треба да е во партицип 2 форма. Да објасниме за глаголот werden, што значи постанува. Конјугирање ich werde, du wirst, sie es wird, wir werden, ihr werdet и sie werden. Може да се забележи дека глаголот werden е неправилен глагол во второ и трето лице еднина. Него го имаме учено во видеата за глаголи во германскиот јазик. А да објасниме сега што значи партицип 2 форма и како се формира. Формирањето на партицип 2 форма кој имаме сретнато во видеото за перфект, односно во видеото за минато време во германскиот јазик. Правилниот глагол се формира со префикс г, основата на глаголот, и суфикс т. Основата на глаголот го означува секој глагол од инфинитив со одземање на суфиксот. Например, глаголот spielen се претвора во gespielt. А неправилните глаголи имаме префикс г, променета основа и суфикс n. Да видиме пример, gesprochen од глаголот sprechen, или зборува. И пример, ich mache die Hausaufgabe, die Hausaufgabe wird von mir gemacht. Можеме да забележиме дека во случајов го користиме и глаголот werden, кој е помошен глагол, и глаголот machen или прави, кој е конјугиран во партицип 2 форма. Бидејќи ова е едно од видеата кои имаат потешка граматика од ниво А2, да прочитаме некои примери за да стане појасно. Во горниот дел од слайдот ќе имаме реченица во актив, а после стрелката, односно под стрелката, истата реченица претворена во пасив. Der Mechaniker repariert das Auto. Механичарот го поправа автомобилот. Во актив. Претворање во пасив би било das Auto wird vom Mechaniker repariert. Автомобилот е од механичарот поправан. Да видиме следен пример. Tom startet das Auto. Том го стартува автомобилот. Оваа реченица е во актив, бидејќи во неа главно се зборува за вршителот на дејството, односно Том. Das Auto wird gestartet. Автомобилот се стартува. Следен пример. Wir buchen das Hotel. Ние го резервираме хотелот. Во пасив, das Hotel wird von uns gebucht. Хотелот е од нас резервиран. Die Polizei sperrt die Straße. Полицаецот ја блокира улицата. Die Straße wird gesperrt. Улицата е блокирана.
Die Krankenschwester hilft dem Arzt. Медицинската сестра му помага на докторот. Dem Arzt wird von der Krankenschwester geholfen. Докторот е од сестрата помогнат. Simon bringt die Bücher zurück. Симон ги враќа книгите назад. Die Bücher werden von Simon zurückgebracht. Книгите се враќаат назад од Симон. In München trinkt man viel Bier. Во Мюнхен се пие многу пиво. In München wird viel Bier getrunken. Во Мюнхен е многу пиво пиено. Следен пример. Во актив, man darf hier nicht fotografieren. Не смее овде да се фотографира. Hier darf nicht fotografiert werden. Овде не смее да се фотографира. Следна реченица. Der Spieler schießt den Ball ins Tor. Играчот ја шутира топката во голот. Во пасив би се кажало Der Ball wird ins Tor geschossen. Топката е во голот шутирана. Во актив, Jonas öffnet die Tür. Jonas ја отвора вратата. Die Tür wird geöffnet. Вратата се отвара. Dieses Medikament heilt die Krankheit. Овој лек ја лекува болеста. Во пасив, die Krankheit wird durch dieses Medikament geheilt. Болеста преку овој лек се лекува. Тоа беше се за пасив, а сега накратко да објасниме кои се варијации во формирањето на пасив. Бидејќи не секоја реченица во пасив се формира на начин кој го објасниве во претходните минути. Во пасив може, но не мора да се спомни вршителот на дејството во реченицата. Например, во едната реченица ќе имаме актив, во другата пасив, каде ќе го споменеме вршителот на дејството, а во третата реченица ќе имаме истата реченица во пасив без вршител. Например, Ich mache die Hausaufgabe. Јас ја правам домашната задача. Оваа реченица не е во актив. Ако ја претвориме во пасив, би било Die Hausaufgabe wird gemacht. Домашната задача се прави. И исто така во пасив, Die Hausaufgabe wird von mir gemacht. Домашната задача од мене се прави. Значи во двете реченици имаме пасив, во едната немаме вршител, во другата го пишуваме вршителот на дејството. Втора варијација е тоа што кога во актив реченица не постои акузатив, тогаш при пасив реченица ќе се додаде S. Да видиме примери. Die Menschen telefoniert im Kino. Телефониран им кино. Луѓето телефонираат во кино. Во оваа реченица немаме акузатив. При претворање во пасив би се кажало Es wird im Kino telefoniert. Во кино се телефонира. Трета варијација е тоа што додатокот на S може да не се употреби во реченицата, но глаголот ќе се конјугира како S да е присутен.
односно во трето лице еднина. Во актив, реченицата би била Sie wartet seit 3 Stunden. Таа чека веќе 3 часа. Во пасив, употребуваме es во оваа реченица. Es wird seit 3 Stunden gewartet. Веќе 3 часа се чека. И seit 3 Stunden wird gewartet. Веќе 3 часа се чека. Следна варијација во пасив речениците е тоа што речениците во датив може да се со поинаков редослед. Да видиме пример. При актив, Ема bringt mir das Buch. Ема ми ја носи книгата. Истата реченица, ако ја претвориме во пасив, би било Das Buch wird von mir gebracht. Книгата ми е на мене носена. И истата реченица со поинаков редослед во пасив. Mir wird das Buch gebracht. На мене книгата ми е носена. Трите реченици имаат исто значење. И последна варијација во формирањето на пасив е тоа што рефлексив вербен или глаголи со заменка не разликуваат пасив. Например, при актив реченица би било Ich wasche mir die Hände. Јас ги мијам рацете. А сега да направиме мала вежба со неколку примери да видиме што сте запамтиле. Das Tischler repariert den Stuhl. Столарот го поправа столот. Оваа реченица е во актив. Обидете се да ја формирате во пасив. Der Stuhl wird vom Tischler repariert. Столот е од столарот поправан. Следна реченица во актив, wir fragen unsere Freunde. Ние ги прашуваме нашите пријатели. Обидете се да ја претворите во пасив. Unsere Freunde werden gefragt. Нашите пријатели се прашувани. Трета вежба. Die Mutter wäscht die Wäsche. Мајката ги пери алиштата. Претворете ја во пасив. Истата реченица во пасив би била Die Wäsche wird von der Mutter gewaschen. Алиштата се од мајката перени. Следна вежба. Ich mache die Hausaufgaben. Јас ги правам домашните задачи. Die Hausaufgaben werden gemacht. Домашните задачи се прават. Во оваа реченица, глаголот werden не ни е конјугиран wird, бидејќи зборуваме за множина. За домашни задачи или die Hausaufgaben. Истата реченица ја имавме на почетокот на видеото, но таму зборувавме за Hausaufgabe во еднина. И последна вежба за ова видео. Ich liebe Emma. Јас ја сакам Ема. Оваа реченица е во актив. Обидете се да ја направите во пасив. Ема wird von mir geliebt. Ема е од мене сакана.
Се надеваме дека сега е малку појасно, бидејќи видеата од А2 се малку посложени од оние во А1. Со цел полесно учење, бидете сигурни дека основата сте ја научиле, затоа подобро е да се гледаат видеата со ред. А сега ви благодариме на вниманието и очекувајте многу нови видеа.